На линија на овие наши први денешни вклучувања би требало да го имаме градоначалникот на Вевчани, Сашо Јанковски. Добро утро, господин Јанковски. Добро утро, господине Ордановски. Поздрав до слушателите на утрински брифинг. Благодарам. Вевчани е нашата најмала, но најславна општина. Како се носите деновиве и неделиве, всушност, со сите овие предизвици пред кои што се воспоставија пред општинските власти, но и пред самите граѓани? Успевате ли да се справите со овие имунолошко, епидемиолошки проблеми на карантини, социјални дистанции и така натаму? Да, точно така. Општина Вевчани е најмала по површина, меѓутоа многу силна по дух општина, така да од почетокот озбилно ги свативме сите предизвици предизвикани од коронавирусот и пандемијата. Одлично до сега се извршуваат сите мерки, нема прекршување на полициски час, мерките за дистанца се држат. Мислам дека функционираме до сега одлично како екипа. Имате заразени? Во моментов немаме, значи до сега, среќа. Бидејќи на тој потек меѓу Дебара и Струга гледаме дека имаше една комуникација која што... Да, точно така. Здравствениот дом доктор Светозар Чочоровски, седиштето му е тука во Вевчани, ги покрива баш овие каде што е жариштето, Лабуништа, Татеши, Подгорци, Велешти, каде што имаме доста голем број на заболени, меѓутоа се доста добро екипирани, со доста добра опрема уште од почетокот. Сега за голема среќа немаме заболени. Функционира ли во општината општински кризен штаб? Мала општина сте, околу 2-3 население, меѓутоа и тие органи мора да ги имате, претпоставувам. Да, сигурно. Значи со прогласувањето на вонредната состојба веднаш се активира кризниот штаб. Нормално ги следиме насоките што ги дава централната власт и централниот кризен штаб. Сите мерки за дезинфекција на улици, јавни површини, со акцентот, пак викам, на здравствениот дом и околината, редовно тековно се држува. Во подготовка на овој наш кус разговор ви свртев на страницата на вебсајтот и гледам дека во меѓувреме обновувате и некакви улици, поплочувате со убав камен, како што гледаме од фотографиите. Се одвиваат тие работи редовно, успевате тоа да го завршите? Да, тековно, во моментов се неколку улици такви веќе се при крај во фаза на завршување. Во моментов има тековно некои 10 проекти што ги тераме, почнувајќи од мултифункционалниот центар, туристички центар Вевчани, каде преку Европска унија добивме средство и Светска банка околу 1 милион евра, тој во завршна фаза. Прочистителна станица се гради и тој во завршна фаза, 360.000 евра. Обиколницата околу Вевчани преку јавните патишта. Значи, буквално во Вевчани во моментот е претворено едно големо градилиште. Тековно се одбиваат работите. Господин Јанковски, за оние, како што сум имал јас таа среќа, кои повеќе пати биле во Вевчани и така натаму, Вевчани е меѓу другото и еден, како да кажем, туристички центар со една многу необична понуда за туристите. Не само добра храна во уникатни кафеани и така натаму, туку изворите, целата таа архитектура, целата таа идилична атмосфера во која се наоѓа општината. Што ќе биде со туризмот в годинава? Ве плаши ли овие најави, ве плашат ли овие најави дека ќе доживееме крах и дека заради сите околности може да се големи загуби во тој сектор? Сепак Вевчани, колку ви е приходот од туризам обично годишно? Вака, видите, општината, како да речем, од туризмот нема голем бенефит, меѓутоа имат локалното население. Да, тоа мислам. Такви податоци немаме точни, меѓутоа сигурно и сами спомнавте, кај нас има доста добро етни ресторани, апартмани што функционираат през цела година, бидејќи Вевчани од 19 септември прошлата година е прогласено како строго заштитено подрачје се до албанска граница. Ние, да ви кажам искрено, очекуваме и годинава доста голем број на гости, бидејќи баш ваков туризам нас не масовен, него помали групи ни одговара, пошто имаме помал број
на капацитети и се расцепкани така во овој дел. Баш и ова ситуација, не знам, би одговарала за развој на туризмот. Да ве прашам за крај, Вевчани е познати селенички крај. Се вратеа ли многу луѓе кои што беа заминати заради кризите во другите земји низ Европа? Да, има доста сега повратници тука, што ради ситуацијата доаѓа и за празниците, се погоди годинава така и католички и нашиот Великден. Има доста тука, ги се придржува на карантинските мерки што им ги одредуваат централната власт. Така да, има точно доста повратници. Еве, господине Јанковски, се надевам дека ќе имаме прилика летово да се видиме во некој од тие вевчански тераси таму, па да видиме што има понуда. Обавезно ве покануваме и вас и гастрономска, нормално и вашите слушатели. Благодарам, убав повик. Се надевам дека ќе останете во добро здравје и во добра духовна форма сите вевчанци и ви благодарам за ова вклучување.